Сумата од 1 милион евра, што општина Кочани како кредит ја зеде од Светска банка за изградби и асфалтирање на 12 улици во градот и населбата Оризари, ќе започне да се троши и за 2 недели. Толков период и е оставен на фирмата изведувач на градежните работи, за да биде воведена во планско-техничката документација и да се запознае со теренот на кој ќе се градат улиците. Во локалната самоуправа беа подпишани договорите со фирмите избрани на тендерот за изведувач и надзор на градежните работи. Градоначалникот Димитровски рече дека се надева и рокот за завршување на улиците ќе биде испочитуван. Очекуваме дека предвидениот рок од 9 месеци, сметано од денот на подпишувањето на договорот, ќе биде испочитуван, дури имаме навестување дека и ќе биде скратен. Сакам да напоменам дека, бидејќи се работи за сериозна работа во градежниот дел, односно за доста голема работа за општината Кочани, имаме посебно распишено тендер и на тендерот победи надзорот кој што има специјална задача за ова надгледување на оваа работа, односно контролирање на оваа работа која што ја наговестив. Вредноста на 10 улици што треба да се асфалтираат е 54 милиони и 300 илјади денари. Се очекува по нивното завршување, остатокот од износот на кредитот да се потроши за другите 2 улици, но тоа ќе зависи од квалитетот на извршената работа и почитувањето на роковите, а во координација со Светска банка за да се потрошат сите 61,5 милион денари. Веруваме дека квалитетно, успешно, навремено ќе го завршиме проектот изградба на 10 улици со потпорни зидови и атмосферска канализација во општина Кочани. Со помош на локалните институции, со помош на општина Кочани и државните институции ќе бидат сите навремено известени за сите градежни активности, ќе се почитува строго правилата и законите за безбедност и здравје при работа, како и законот за животна средина, за чувување на животна средина. Задача на надзорот ќе биде да се имплементираат сите стандарди во градежништвото, зашто од фирмата што ќе ја извршува контролата рекува дека се целосно подготвени. Наша задача посебно ќе биде да го пратиме изведувачот во нивната работа. Имаме сериозна лабораторија за таа работа, која што ќе биде скоро секојдневно на терен. Сакам да кажам дека нашето искуство ќе го споделим исто со изведувачот, доколку настанат некои грешки, ние ќе ги коригираме и се надеваме дека ќе ги задоволиме стандардите и барањата од договорната документација. Рокот за враќање на парите од кредитот од Светска банка изнесува 10 години, со 3 години грејс период и 1,5% годишна камата. Со нив ќе се изградат и асфалтираат улици во вкупна должина од 3,9 километри, и тоа десниот и левиот крак на Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, македонска разловечко востание и 15-ти македонски корпус, како и Пиринска, 554 во Прокарка и Јанка Стоименова во населбата Оризари.